Избори во јуни наместо на есен. И покрај тоа што бројот на заразени од COVID-19 во последните денови значително расте. Првиот човек во здравството смета дека токму сега се чувствувале бенефитите од строгите рестриктивни мерки. Па изборите во јуни би биле безбедни по здравјето на граѓаните доколку се почитуваат мерките за заштита. Апсолутно стојам за тоа дека доколку се почитуваат мерките, било што за што тие мерки се препишани, препорачени од Комисијата за заразни болести, може безбедно да се одржи. Што значи почитување на мерките? Граѓаните се свесни дека мора да се придржуваат до дистанцата, носењето на маски, а институциите кои што се задолжени за контрола и санкција тоа да го спроведуваат. Инсистирањето на надлежните да се оди на брзи избори отвора друга дилема. Зошто кон крајот на март и почетокот на април се инсистираше на рестриктивни мерки и строги карантини повикувајќи се на наводен пик на вирусот. А сега мерките се олеснуваат кога бројот на заразени во однос на бројот на тестирани е речиси идентичен. И зошто надлежните наместо да ги зајакнуваат мерките, тие се олеснуваат, па дури се повикува на брзи избори. Ако ја погледнеме последната статистика на Институтот за јавно здравје, во последните 6 дена починале 14 пациенти, а бројот на новодиагностицирани со COVID-19 се зголемил за близу 160 нови случаи, што е помеѓу 6 и 12% од вкупниот број на тестирани. Во оваа бројка не се вкалкулирани тестовите од скринингот каде беа регистрирани само 2 случаи. Овие бројки пак се далеку под очекувањата на докторите дека мерките може да се олабавуваат кога процентот ќе се движи под 5. И земјите од соседството се подготвуваат за избори, но таму бројките се далеку помали. Во Хрватска, каде изборите се закажани за 5 јули, во последните 2 дена биле регистрирани само 9 новозаболени, што е помалку од 0,3% од вкупниот број на тестирани. И во Србија вчера биле направени близу 7000 тестови, регистрирани 86 позитивни, што е 1,2% од вкупниот број на тестирања. Таму парламентарните избори се закажани за 21 јуни, но председателот Александар Вучик најави оти тие би можеле и да се одложат доколку во меѓувреме бројот на заболени порасне.